Добар ден, добро утро, добро вечер. Каде и да сте и кога да ја слушате новата епизода на Некта. Јас сум Теодора Цветковска, а гостинка во оваа епизода е Ана Голичка-Джигова, македонска авторка. Не заборавајте да стиснете лайк и subscribe на нашиот YouTube и Spotify канал. Уживајте. Ајде, Ана, живели. Ај. У кафанчето, шо? Со Анче у кафанчето, подкаст. Ако е роза, е ако. Ако бе супер, питко ми е. Туку не еднава книга... Ана, микрофонот само малце поблиску да Така? Да. Зарем ти не си доволно гласно да мисли. Сега и на лисичката можеш да ми напишеш посвета, на да. другава си напишала. Гледам дека и... Со тоа. Леле, прејако. Иначе у етер сме сега? Да, во етер сме. Прекрасно, Леле, во етер подпишувам, видите, тканка. О, чеке вака. Да, ај за добре дојде. Иначе, да, лисичката плетачка е супер, затоа што е есенска приказна за солидарноста и другарството. Чекај да му пишам сега. За Дарин. За многу другарства. Стигна до второ издание. Да, и многу приказни. Со љубов, тета Ана. Да бе, да, јас тргнав да пишувам детски книги. Од каде тоа? Пред Надија или со Надија дојде? За време на создавањето на Надја, како, значи вака. Многу беше интересно тоа дека тогаш живеевме со мојот сопруг Трајко во зграда во парк, тука во близина, кај што станарите беа буквално како од книга. Значи на први спрат имаше жена со црвена коса во пунџа, тетка Лиле, ја поздравувам, со кученце. На втори спрат живееше и живее се уште Чишко Љупчо кој што е електричар. Значи луѓе како од сказна и сите саглам, сите со некаква приказна животна. Ние се селиме таму и јас сваќам дека зградата е супер и дека е ведра и весела и се. И пишувам цело време и нормално дека ми доаѓа нека песна во главата за сето тоа. Во тој период со Биби од тогаш Арсламина бе во комуникација, работевме нешто заедно. И јас ја напишав некако песничката и она ми рече ајде да конкурираме, ај нека биде и во форма на зграда, штета што не ја носам сега тука, ама јас не знаев дека во меѓувреме сум трудна, така да хормоните пред мене почнале да пишуваат, јас само го спроведов тоа. И еве 5 години подоцна, 3 сликовници се собра, сега конкурирав за уште една. Тоа ќе биде повеќе расказ, не толку приказна како овие 3, ама пак е поврзано со нели, деца и прекрасни работи околу нив. Не планирав во животот да бидам поетеса, а најмалку па за деца. Јас во суштина сакам да бидам рок звезда, ама тоа во Македонија не може да се случи. Односно може, ама ќе биде краткотрајно. И остана на пишувањето и на еве сега во случајов ќе биде и поезија и проза и за возрастни и за деца, ама мислам дека тоа што најмногу го некако го чувствувам дека ми е природно е со деца и кога работам со деца и кога пример сум со ниво. Па видов дека по градинки некои настани Да. имаше, кај што им читаше, предпоставам, од твоева поезија. Да. Пред деца нема Нема реакција, фол. да, и Да. они не можат ништо да скријат, Да. ни па ти можеш да ги Јас сум излажеш. многу среќна дека во сите наврати зборувам уште кога сум почнала со првата книга, значи со Веселата зграда, после и со Лисичката, после и со Лепчето што расте. Јас се радувам затоа што јас ја пренесувам мојата радост и гледам дека и они реагираат така, особено затоа што се тоа стварно мали деца, зборам по 3-4, некои не знаат убаво ни да се изразат. И ти треба да им бидеш перформер, а јас тоа сум природно и тоа ми е уживанција. И сега последно кога имав и работилница во EU Info House, исто беше со деца на кои што им читав и им раскажував, си ставив вештарска капа и уживав. Значи бев скроз друга личност. И така ми се овозможува и ми се преплетува целата магија и потребата да бидам нешто што сакам, а не сум цело време. Овие научари што ги носам, не се научари за гледање, туку за да изгледам небаре од Зарем мислиш некој што те знае дека мисли дека се дека се вистински? вистински, да. Да, и тоа ми е најголемата радост и чувство на сигурност кога го правам. Тоа ми е безбеден простор. Затоа што, например, можеш да работиш работа која што, нели, ти носи средства, та прави
финансиски, да речам, независен и способен, меѓутоа има некои работи во животот што се од страна и што го прават вистински животот и знаеш дека тоа е тоа. Може и да носат, може и да не носат секојаш средства, но јас ја барам формулата сега кај што би можела тоа некако да го искомбинирам, затоа што децата се одговорност. Па да, Иве, јас кори да не познавам човек што има мали деца, што нема купено некој од твоиве книги што се за деца и иако и ти претходно имаш многу други работи работено и пишувано поезија за возрастни, те препознаваат како авторка за деца што е убава работа. Прекрасно е тоа. Дури мислам дека е подобро и почесно и пофер, затоа што поезијата ме била мене на почеток занос за сама себе, као ја нешто сега пишувам тука, читам, се појавувам по, не знам, Теа Модерна, правим астални проекции со Ѓоко. Значи, било некаков self-expression повеќе за да се најдам себе, завршив општа и компаративна книжевност, тоа влечеше многу книги, многу читање, критика се. Ама дојдов до стадиум не само поради тоа што станав мајка или затоа што добив друга перспектива, туку дека не постои нити во наша книжевност, детска современа книжевност за деца. Сега веќе има бум и навистина е супер што има многу книги, зборувам не само преведени, туку и наши автори. И некако тоа се спои со сама фино, као потребата со побарувачката и тоа дека во иднина децата ќе ги читаат овие книги, ќе знаат која е тетка Ана, како што јас се радував кога ги читав од, не знам, Ката Мисиркова Руменова или од, не знам, Бистрица Миркуловска. Значи, жени кои што во главата ми биле некакви самовили што пишуваат за пролетта и летото и садонали јас станав како нив и тоа е топ. Тоа значи дека си го следам сонот, колку и да се звучи ова смешно и романтично, ама така е. Јас сум растана со детски книги, поезија и сликовници. Испиев со книгата за Бушава азбука у кревет, зашто не сакав никој да ми ја чепка. Да. И еве ме сега на 36 со некои вакви физички присутни работи кои што ми се радост, гордост и задоволство и се надевам дека ќе продолжат и понатаму. Ќе продолжам секако да пишувам, нема да застанам. Ќе те прашував сега за фестивали, имаше периодов многу фестивали, но мене еден фестивал многу ме интересира, потаа ме нада што не можеме никој да ја прежалиме. Да, па јас ја патам. Како настана астрални проекции и никако многу брзо ми ги снема. Не беше тоа брзо, ама сите ги кажуваат астрални, а не се астрални, иако беа во суштина астрални, затоа што како настана концептот? Концептот настана од астални проекции. Зошто го нарекавме така? Затоа што сметавме дека доволни ни се сите оние салонски читања, здодевни повторувања на поезија, затоа што поезијата и како жанр и како книжевен формат за многу луѓе е непоимлив, несвојствен за реалноста, треба да си не знам колку начитан и сето тоа. И тоа според мене е некогаш и мит. Значи може поезијата да биде апсолутно треба да биде перформанс, да биде слем, да биде джез, да биде музика, да биде игра. Не е само луѓе со вратоврски што читаат за тешкиот живот и ајде сега да се убиваме. Не, векот оди напред, ние стануваме веројатно и многу поотпорни на работите. И астални се случи од едно бегство од еден таков настан. Јас и Ѓоко, мојот другар, кој што го поздравувам и ќе ме лајкне и ќе ми стави срце, бевме на таков настан и бевме као луѓе, ова не сакам да се дешава веќе, дајте да направиме нешто наше. И ние се споивме во тој период, он се врати од Србија, беше таму лектор на факултет. Јас нешто оставив работ на некоја позиција, бевме во тотален хаос и двајцата и си се потправме као ајде нешто да направиме заедно. И бевме во фаза ќе биде некакво читање, менада ни одстапија простор. И астални уствари беа 4 години собиралиште на поети, изгубени луѓе што сакале во чаршија да дојдат, па дошло пошто некој чита, некој свири, некој пее. Правевме фазон музика и поезија, доаѓа од ретвитни дечкиве, значи буквално така како островче во месецот кај што можеш малце да здивнеш, а истовремено не си на настан кај што треба нешто да се понашаш посебно, зашто ме нададе нели кафуле и се пиеше, се јадеше, се викаше, се правеше. А завршија брзо затоа што тоа беше еден циклус од нашиот живот и мораше да заврши, како и све друго. Сега сме не баре повозрастни, не мудри. Да. Кој беше зборот исто, мислам дека со твојот другар Ѓоко и уште со неколку луѓе сакате на
Facebook да го споделувате. Не и се? Не се. Бев бил нешто. А бев била, да. Бев тогаш била, да. Си играме, си играм играчки. Иако јас имам една шема на Facebook кога сакам да бидам тетка љубинка, знаеш, постара женава стереотип што пишува со капслок и латиница и на сите слики кај што сме на настан на нешто читање, јас пишувам со латиница кај сте овде, алудирајќи као не знам, сакам да дознам и тука е, нели, разговорот после тече во некој друг тек. Инаку да, Астални траја во тој период најмногу поради тоа што нас ни треба пред се како луѓе. После тоа веќе имавме други некои животни патишта. Јас станав мајка, ми се смени малку и ритамот на живење, работа в друга работа, ама Астални останаа како точка еден координат во скопското живење, односно барем во тој период за луѓе кои што сакаат книжевност, сакаат поезија, им беше тоа убаво и уште се прашуваат дали ќе има некојаш, јас се зезам, викам на Ѓокај врати се и да направиме Астални нешто Камбек, да, и ја да се облечам, да се облечам во нешто, да ставам, значи да направиме драма, да си направиме филм, затоа што тоа ќе ни биде интересно и тоа луѓето ќе сакаат да го мислам и дека гледаат. многу луѓе ќе дојдат. Да. Обавезно да има од помфритот и нагреано вино црвено ќе доеме си. Буквално еден отсечок и тоа не, јас тоа не го сметам за носталгија или фиксирање за минатото, туку дека убаво е да го репродуцираш ако било добро, ама не мора да значи дека пак ќе трае. Така да ќе видиме ова сега во етер оди, кој знае, што ќе се нека слушне етерот и слушне универзумот. етерот, За уште една работа таква бидејќи спомна дека тогаш тоа ви било потпора и нешто за кое ќе се фатите и готово мора да се спасиме од нешто. И на таква друга работа организацијата ја знаат сите, Ретвитни оброк. Ова никош веројатно не си го зборувала никој го нема зборено од нас, ама стварно. тоа беше своевремено онака чекална на луѓе што требаше да отидат на терапија и на психолог, ама дојдоа на Ретвитни. Тоа ни си има случајно на секој. На секој, да, ама знаеш што е многу интересно, Теди, за тие непосредни ситуации во кои што јас сум влегувала или сум била дел, дека секој од нас си го бара чувството на припадност некаде. Дали ќе биде тоа во друштво, дали ќе биде во иницијатива, дали ќе биде не знам, со поети, значи изгубени души имало и ќе има. Работата е колку си ти изгубен, може си и најизгубен, ама ако имаш најмногу сила тоа да го истераш, тоа ќе трае. Исто беше и со Ретвитни. Значи во Ретвитни јас првите неколку пати кога отидов, бидејќи Кико беше нели главен заради просторот, све некои сумњиви фаци, бев као што е работава, луѓето доаѓаат овде што да се дружат, да нешто да прават стварно добрина, бидејќи поентата е тоа. Меѓутоа, на крајот на денот тоа имаше смисла, затоа што ние се здруживме, луѓе се заљубија, си направија бракови. Спаднаа бракови, си направија друштва други, се сменија работите, ама иницијативата си продолжи со друг тек. Тоа мора да кажеме дека се смени ради короната, затоа што од 2020 не можевме да се собираме повеќе, а сме се собирали нормално и без да има потреба од готвење, сме си правели само за нас, за наша душа собиранки. Меѓутоа поентата на Ретвитни беше дека да, ние се спасуваме себе си за да спасиме некој друг. И тоа мислам дека е многу честно и од друга страна единствен начин веројатно за да направиш нешто, бидејќи секој тргнува од сопствената страст. Јас сакам да готвам. Кога прв пат дознав, ќе се готви и даваме на бездомници топ. Со еден удар правиш две добри работи. И многу верувам во тоа. Тоа е мојот последен идеал што се распадна. Значи тоа беше за мене борба. Како сега нема да се случува ова, за кого ќе правам јас добро, оствари за себе јас си правам. Значи си тргнав од тие побуди, ама некако го расклопив тоа во одреден период во короната, кога погледнав подлабоко зашто имам потреба јас да го правам тоа. Дали е затоа што јас сакам да не сум гладна или некам другите да се гладни. И двете работи беа во оптек, само што сатив дека немам енергија, дека веќе сум мајка, имам време само за одредени работи. Отидов во бекстејдж, почнав онлайн повеќе да ги комуницирам работите и нормално ако ме бараа за да зборувам, пошто немам проблем да зборувам, како што Да, тоа знаеме дека немаш. И да, Проблем. Да. Па Иве, јас сега имам впечаток иако и со тебе, не знам од која се немам видено, може би бевме во парк исто од Ретвитни оброк да се собереме. Такви некои работи каде што иницијативи, каде што се собираат луѓе со иста цел без разлика колку сме различни. Да. Јас сега имам чувство као да сме ние сите некоја луда фамилија што инаку на маса никако не би седнала и можам да ти се јавам и да ти кажам Ана на подкаст ќе дојдеш и ти доаѓа тетка Љубинка на подкаст. Доаѓа, да, и
си се лакира тука и си става карменче и се... Убави се таквите работи, да. ја ги има по Скопје многу исто како со остални. Со тоа што тие некои точки такви на собирање и правење работи за доброто на себе и на другиот, полека почнуваат да се губат, затоа што и луѓето се губат. Тоа го забележав феноменолошки, социолошки би рекла од короната навака, затоа што наблюдувам луѓе и тоа ми е омилен спектар од животот. Не само затоа што пишувам, туку и природно, например, кога не би било ова, би работела скроз и социјална работа, и антропологија. Многу ме интересира човекот. И сватив дека од стравот и се што се случи, колективно ние сме поместени малку. Не сме исти луѓе од претходно, што од една страна е добро, од друга страна не е добро, бидејќи губиме верба во работите. Не можеш да се ослониш толку на колективот, луѓето природно се повлекуваат. Имаше еден период на траурност кога никој не му се правеше ништо, затоа што муабетот беше живот или смрт што ќе се дешава. Одеднаш и тоа некако помина, меѓутоа работите не се вратија во истото темпо, а тоа го приметувам и со посета на настани. Значи, ако порано имало многу луѓе на одредени настани, имало многу публика, сега нема никој или доаѓаат многу малку, доаѓаат љубители, фанови, луѓе што ги интересира дали филм, театар или не знам што и да е, меѓутоа има во етерот уште некоја непрочистена ситуација од тоа што сме го проживеале и тоа е окей, затоа што луѓе сме и ни е страв од многу работи. Од друга страна, мене ме води тој лут ентузијазам дека треба да правам постојано нешто, затоа што во спротивно ќе изгубам и кондиција и желба. Значи, апсолутно, не само поезија или фестивали или што и да, нешто да се случува. Значи, нешто треба постојано Добро, да се тоа случува. далечување, да речеме, од луѓето, не само поради коронава, бидејќи јас сега го забележувам како жена што родила пред 9 месеци, ти се случи ли тоа од кога дојде Надја? Не. Луѓето природно да се да потргнат? ги нема. Не, напротив, ме напаѓа, во смисла ме напаѓа. Жени ми се обраќаа, ми се отвараа и ме прашуваа. Многу повеќе жени ми пишуваа тогаш, тоа сметај дека било од 2018 нова година, да речеме. Надја више била некоја 4-месечно, 5-месечно бебе. Јас многу отворено зборував и пишував за се што ми се случува. Зборам промената на тело, ум, ситуации со бебе, сама си ја оствари си со сите и останати работи. И добив еден фидбек огромен на жени што се бремени во моментот, жени што родиле во слично време со мене. И напротив, мислам дека многу луѓе ми се приближија и жени мајки тогашни, а во смисла на оддалечување не, поинакво чувство добивав, ме доживува како сега кој знае што да сум, пошто сум родила, као сега она е мајка, знае, а ти врска нема, значи ти првпат се соочуваш со човечко суштество кое што вришти зависно од тебе. Ти се менува односот дома, со партнерот, со животот, веќе не си со истата енергија, имаш проблеми со спиење првите месеци, телото ти е апсолутно друго, хормоните, сето тоа. Така да ме избави многу тоа што пишував јавно, пишував и на Facebook, едно време дури на Twitter имаше као група за жени што сакаат да зборуваат и за постпартум, и за постпородилна депресија, и за работи што им се менуваат кога стануваат, нели, мајки, кога стануваат свесни дека се мајки. Ама некако тоа е исто, така помине. Тоа е како бум во моментот и после секој си го фаќа ритамот и сваќаш дека ни први ни последни не сме со тоа, само што во држава како оваа и во околина како оваа треба да се зборува цело време и да се зборува дека не е тоа романтично воопшто, не е таа се породи сега и виножита има околу главата. Не, тоа е тежок процес и си треба време и за себе и за околината. Така да го демистифицираме тоа, дека жената кога ќе се породи дека е волшебна и не знам ти каква. Не, изморана е, уплашена е и треба поддршка. После 5 години полесно ли е? Не. Дека тоа кажуваат, два табори имаш, викаат чекај да помине време, ќе поминува, а другиот сега да видиш што те чека. Не, ја не сум со сега да видиш. Не е лесно затоа што се комплицираат работите зашто човекот добива свест. Кога е бебе ти го, нели, носиш ваму таму, кенка плаче, ќе го смириш. Веќе имаш човече кој што расте и разбира. Има мислење. Има мислење, има став, може да Кирка на Ана особено има мислење. И став, да. И е комплицирано. Тешко не е тешко. Се е тешко кога ќе видиш ти, кога ќе станеш со бајлеза на работа ти е мука.
Ама тешко во смисла дека бара одговорност. Ти веќе си родител на сопственото дете и родител сам на себе. Се преиспитуваш цело време. Например, јас 200 пати може у неколку дена се прашувам дали сум кажала нешто како што треба или можеби она не го разбрала тоа, затоа што кај нив се екзактно, кога ќе кажеш не знам, нешто што тебе ти е по природа веќе разработено како некаква информација, кај нејзе не функционира така, она треба да го разглобиш тоа, да го објасниш, затоа што нејзе прв пат ти се случува да има своја соба, прв пат треба да има одговорност дека има плакар во кој што треба да се ги реди јалиштата. И од тој аспект е малку така по предизвикувачки, од друга страна е волшебно затоа што имаш човече кој што е твое и ти кажува фантастични работи. Мислам, Надја барем, пошто и се читало, и чита, и јас и читам, и сите и читаме, има развиена фантазија и ме преплавува со работи. Јас ги запишувам. Тоа сега ќе да прашам, гледам дека на Facebook постојано објавуваш бисерите на Надја. Скроз. Да, ама ќе планираш ли нешто да објавиш од тоа? Сакам да подсоберам уште малце, додека е до нека возраст 6, сега има 5, затоа што после одредена возраст они веќе влагаат во големиот Валкан свет и тие прекрасни мисли ќе се претворат во влијание од другарчиња, симпати, учителки и професори. Додека е вака чиста ги собирам и ќе направам книга која што веќе има име, ако некој ми го украде, ова нека стои како доказ дека не може да ми го украде. Ќе се вика Надјегдоти, затоа што сите тие се анекдоти од животот и се најчесто поврзани со нешто што дознала, разбрала или сме се смееле. И да, ќе ги соберам уште малку и после ќе ги издадам, веројатно, дури тоа си мислав каков формат би било тоа. Па веројатно родителски приречник дека вашето дете размислува и еден ден треба стварно да му го покажете светот дека и добар и лош, и шарен и бел, и дека нема никогаш правда и дека се случуваат секакви работи. Работиве кога ги читав, претпоставувам дека некој да не те познава, барем малку. Добро. Ќе мисле дека тоа е нешто што е фикција, дека не постои девојче што збори така. Да. Па многу луѓе мислат дека е тоа isфилувано, дека јас тоа нешто го, ја немам причина зашто би го правела тоа. Мене ме возбудува дека тоа излегува од незината глава и ја само го ставам во текст, затоа што има ситуации во кои што има и работи што она ги забележала, јас не ги приметувам веќе затоа што имам 36 години, немам време за нели таа нека ситуација или состојба. А она приметила нешто и ми го кажува. Ја тогаш се будам као, стварно не знам, нештото е вакво или небото е такво. Значи те подсетува на убавите реални моменти кои што детето ги опфаќа со најчист спектар. Ти веќе си контаминиран од се, од животот, од се. Така да, фикционално делува, ама не, тоа е светот на децата, они се такви. И колку брзо поминува времето, она е вистина која викаат тугите деца растат, значи јас секогаш кога ќе ставиш слика од нејзини родендени, држеше на ретвитни вака. И мене ми текну дури на мекиците што беа блиску од туга кај што Трајко пола Скопје го собра. Да, скроз. А ја бев тоа беше се дека тоа скоро 6 години ако. Да, еве она ќе тргне во школа наредна година и има веќе своја соба и свој став и да, времето поминува, ти си можеби не си остарен, тоа е грубо, ајде, нема да го кажам така, повеќе си изгњавен заради тоа што системот во кој што живееме и животот кој што го живееме знаат да бидат неприродно сурови, особено овде. Зборувам од аспект дека особено жени кои што се нели породени имаат првенствено некоја стигма дека не смеат да се пожалат ако им е тешко, не смеат да зборуваат дека стварно е проблематично ти да имаш бебе и да не спиеш, затоа што тоа, иако е природен процес и е дел од целата таа работа, тешко е. Океј да кажеш дека да, тешко ми треба помош или нека ми носи неколку дена храна, као што ретвитни например го направивте за мене, ја бев као вау, каква карма совршено. Значи прекрасно беше тоа. Ја дома со месечно бебе и секој ден ми стига топол оброк. Фасцинантно. И замисли тоа системот да го возможува барем првите 2 недели на семејството да му носи еден топол оброк за да не се замараш со готвење. Било што и да е. Или перење алишта или што и да е. И сега вака кога се сетам дека поминало така, си да го поминуваат тоа, фино е да се забележат некои работи, да не ги заборавиш дека и било и тешко, било и лесно, првите заби, болести и сакав да се надоврзам уствари на тоа дека тешко е заради тоа што немаме село моментот и takes a village to raise a child, тоа го зборевме преска,
не сме во такви услови веќе, немаме толку околу нас луѓе, порано баби, дедовци, семејства, комши, сите биле некако тука, сега сме во нуклеус на мајка, татко, дете и телевизор најчесто. И е многу по-тешко да се излезе од тој матрикс, некако сами тоа сме си го наметнале и тоа е, мислам дека треба да се... Да, ама и текстот, например, на Медуза беше баш убав, затоа што го споменува тоа дека на мајката и треба многу повеќе село отколку на детето, затоа што заборавме да се прашуваме како сме. Да, секогаш детето во... Секогаш детето, секогаш е... Па мене она поклоните, купување ме Да, нервираат. скроз. Па јас сакам Јас сум некој да ми дете. купи нешто. Мене сестра ми толку фино ме израдува. Тогаш памтам дека сите донесоа нешто за Надја, нормално. И сестра ми дојде со пакет овошје, со улошки, со крема за раце и некоја книга ли беше, поема неам. И ми го донесе и јас се растопив и се расплакав дека некој мисли екшели на мене, не дека не мислела и другите, сите мисла тогаш на секого. Ама тој еден момент на дека јас сепак сум личност и имам живот и пред и после Надја, кај ја не станав одеднаш магионичар после пораѓањето. Напротив, добив екстензија, добив уште еден живот плюс. Ама ми беше битно дека некој се грижи за мене така, пошто сите прашуваат како е детето, цица ли, напредува, плаче, се сноѓате, ти помага ли машти? Тоа кога го чујам вака, да, сакам винце уште. Сега другарка ми прати баш некој линк од интервју такво. Ти помага ли машти? Као мажот да е батлер. Па и новинарката сама има прашано тоа во интервјуто, дали помагаш на сопругата? Да. Како да си изнајмен сопруг. А верам да е изнајмен, не знам дека ти ми заврши работа и ај чао. Јас на доктор еден сега, и ова исто јавно ќе го кажам. Мако. Го однесовме детето на лекар. И мојот партнер in crime го пресоблеча детето, го држеше за време на ехото и една од докторките ни кажа, па и ваков ако е дома, баш е супер. Да, и јас тоа го е премолчев и имаш уште еден доктор, маж. Кај нас е дома обратно ми вика, не знам кој е мајка, а кој е татко. И јас му реков кога мене штркот ќе ми го донеса детето, Па ќе се тогаш менјаме кој како, ќе чувам сама дете, сакам Да. да му кажам уште некои други работи, ама ќе требаше пип доди uz тоа, скроз. па викам ќе бидам над Да, ситуацијата и тоа го кажуваат дури луѓе што Мислиш дека не би го кажале што никогаш. се доктори Да. по никаква етика и со нивната работа и повеќето од нив сакаат да мигрираат по западниве земји. Ама таму нема не знам да се, дали да, ќе нема смеат да се кажат. осмелат. Проблемот е во нашето обкружување, Теодора, реално, затоа што ние сме растени со жени кои што се подпираат на тој патриархат. Значи, јас имам блиски жени што ме прашувале како толку си се здебелила, треба да пазиш на себе. Значи, битен е сега изгледот на крајот на денот, затоа што тоа нив ги подрива или нешто ги подсетува дека нешто не е во ред, а никаде не те прашуваат за ментално здравје, за моментот дома, како се сноѓате, што се дешава, и дека во суштина си страдаме и од сопствената перцепција, мислам, тоа е доста комплексно. Не можам да ги обвинам само мажите како соделувачи, зашто они се пасивни во случајот и некој друг им вика јас ќе направам, остај, ти немој да се мачиш. Ти не тоа знаеш. доаѓа од дома. Да, Први со своите синови, па Така да е. понатаму. И затоа викам треба превоспитување и на родителите, за да воспитаат деца кои што ќе бидат функционално свесни за сопствените обврски живот. Што ако е машко или женско, ако не знае да уклучи шпорет или не знае да си испере алиште или не знае да се снајде во бирократски процес, мислам. Особено па и во домашни обврски кои што се, не знам, правило за живење, тоа не е машко или Не женско. треба ни да го дискутираме, Значи, мислам апсолутно, дека ама гледаш дека пак го ставаме во некаков контекст, затоа што одиш на доктор и докторот од старт го хвалоспева мажот дека направил нешто повеќе, а ти го правиш тоа цело време. И као не треба да дојде до тој муавет воопшто, а сепак доаѓа. доаѓа и тоа не само од мажи, ама го кажи самата, доаѓа често пати од жени. Од постари жени, од баби, тетки, затоа што Ама често пати тоа не е злонамерно. Па тоа не, е тоа лошото, ти викам, што не тоа е е злонамерно. Во Просто кодот начин ни на е. размислување, да. Мислам, јас тргнувам и од моите баби, постари тетки, мајка ми да речеме не толку, ама ке што чувствувам дека они тивко ме судат затоа што јас продолжувам со животот, као ја излагам, правам работи. Знаеш, сега сум мајка, треба да се присоберам. Зашто да се присоберам? Јас сум била секогаш човек кој што е надвор од
себе, со ситуациите, со обврските, со настаните. Не можам ја сега се вратам назад. Напротив, ќе одам напред, затоа што ќерка ми треба да има пример. Треба да гледа што правам јас. Барем по стилот, Да. гледаме дека меѓушите, беџовите и боите Да. и силни и од баба и од тебе. скроз. Ама тоа што да правиме? Не можам- Неминовно е. Замисли да сакаше сиво само или да се облакаше некако. Не знам, не можам да замислам, ама веројатно тоа има врска со обкружување и со влијание, затоа што и тетка е влијание, сестра ми е учителка, како да ти кажам, тој авторитет е посилен од мојот. Јас сум будалата што треба да биде авторитет, ама сум тука. Не, знаеш, се подразбирам. Другите луѓе се секогаш така. Тие што прават околина. Ама да, сметам дека треба да и покажам дека може и сама, дека треба да размисла во заедница, дека битно е да има тимска и солидарна околина да размислува така, меѓутоа дека секако сама по себе мора да се бори за работите, дека нема да и биде ништо дадено така. Мислам, така, ќе пробаме да ја воспитаме сега, па ќе видиме. Але наше е само доволно многу да збориме, па што влезе па нели во многу глава. зборење, многу објаснување. Јас тоа викам, некогаш родителите со тоа што ги замолчуваат децата со телефон или таблет или не знам некаква занимација надвор од комуникација, прават многу погрешно, иако е исцрпувачки реално ти цело време да си нели посветен и не го прави никој тоа, да не се лажеме. Значи ние седиме некад еден на телевизор, друг чита нешто, трет прави нешто друго, значи секој си е во свој свет, но кога треба да се зборува, се зборува. Кога треба да се каже, да се скара или да се пофали, мораш да му зборуваш. Мислам, тоа е битие во развој, кое што врска нема, дали е во ред да го запали паркетот одневна. Сакам да гори. Интересно ми е. Не може да гори паркетот. Не може се што ти интересно не може да се се прави. интересно, да. И тука ти се превоспитуваш и јас викам, леле, човече, ама јас сум будала, ја идам правам тоа и сега како јас не изе да и се наметнувам дека ова не е добро, ова не е. И после си викам, маја можам... Затоа што си одговорен за тоа, Да. да лично. И си викам, може јас треба слободата некако да ја изфилтрирам, да ја покажам, а она сама после тоа да си одлучува колку сака да биде некако или не знам. Не може да биде како мене, се разбира, нити целосно како татко и ќе биде своја. Пеењето ќе го наследили, едно време ставаше видеа кај што пеете заедно и ти и Трајко пеете многу убаво. Да. Само што Трајко не е јавно, не се експонира, јас немам проблем во ниеден момент. Надја Сака. наследи. Да, веќе оди на часови музичко и е доста музикална, потврдено ни од учителката и јас бев као супер, окей, тераме. Немаме амбиции да биде не знам што, и ќе отвориме опции. Ќе видиме, може ќе сака и нешто друго, ама музиката е примарна работа во незиниот свет и танцувањето. Значи, дете на 5 години кога танцува, тоа е најсмешно нешто на свет, затоа што е насекаде, неартикулирано, има драма, има вознес, ама е толку слободно и прекрасно што ако имате деца кои што сакаат да танцуваат, бодрете ги затоа што е прекрасен и физички и емотивен израз. Значи, јас кога гледам, уживам затоа што јас сакам да го правам тоа. Ама за понатака ќе видиме. Значи, ќе има секако избор, ќе има опции и на неја ќе остане да се профилира. Мислам, мене никој не ме учел јас да се занесувам, јас се занесувам. Мене само ми треба сцена. Остете ме, јас сум драма Остете ме, queen. јас сум драма queen и лежам долу и го галам песото винил 2018. Тие ти беа турбулентни години. Ама јас сум живеам за чувството дека треба да се случува нешто. И мојот другар Геоко, пак ќе го спомнам, стално ми вика, Анјуш, ај сега малце седи мирна, седи у себе, малце наблюдувај, гледај лево десно, не само нешто да се дешава. А тоа е бегство, уствари, јас бегам од себе, зашто кога ќе влезам внатре у себе, тоа е прштат ствари, не може да се досади. Ама ми се има случајно и тоа. Мислам, сум се посветила на себе и било поприлично така тешко и гадно. Пошто најтежок разговор е разговорот што го правиш со себе. И да останеш сам со себе, јас тоа со Ужас, ко очување. лифт, заглавен. Јас тоа со очување го има во Прага. И ми беше многу особено тешко. па далеко и да. од тука, од дома. Јас и верувам дека е онака дупла. сум изгубена у простор и време. Ете еден стереотип, а ми испаѓа дека е вистина со нас жениве, понекогаш. Немам ориентација, тоа ми е, тоа ми е middle ја name. исто. Немам ориентација. И таму се губеше, литерали се губеше.
Сега се слушай го мовето. Бев еден месец таму, и уште нема вкупено чешки број со интернетот колку што имам и како што може да се снајдам. Она Dancing House да ја видам доле што е поред Волтава. И викам ќе одам и гледам со кој метро треба да одам до таму. Ја живе во центар, прилично близко ми беше. Не ја вртев 40 минути, не ја видов каде е. Не ја вида каде. Не ја видов, си вртев, си изјапав, таму е све замок, јас сум гледала у школи, некои сум мислела кузни што е. Ама мене па ме беше тоа на еден начин ослободувачки, затоа што излегов прв пат без да знам кај одам без никој, да ми е окей, си купив кафе, си лутав, така на крај ја најдов, се вратив назад и да видам дека можам и сама со себе да живеам. И многу ми беше убаво дека еден период од животот си живеев сама уста. Тоа е за жена, мислам дека прекрасен, не само тест за себе како персона, дали можеш да изрежиш, туку и дека таа самотија, тоа не е осама, тоа е чувство за себе, дека ти можеш, да излезеш така сама и да правиш работи без да ти треба некој. Јас тоа го немав. Мене тоа во корона ме плесна по глава. Дека јас не живеам без воодушувањето од другите луѓе, као ми требаше публика. А публиката дома, Надја и Трајко, кои што ме знаат и преку глава сум им кај, шо ти е сега. Значи, буквално, моето бегство е затоа што јас излегувам надвор, читам, пеам, не знам, се појавам еве некаде, и тоа ме храни и ми годи. Ама во еден момент си викаш, чекай малце, шо е целта на себе ова, шо тука јас спасувам. И така се случи уствари последната книга, Слобода А. Кога јас во корона сватев дека не можам да издржам во еден ист простор, дека ми фалат луѓе, дека си фалам сама на себе. На 33 години имав илуминација во темното. Не беше баш сјајно. Не беше воопшто периодот убав за никого, мислам дека. Ама чиста среќа што имам медиум некаков што пишувам, што зборам и тоа го процесирав, излези книгата. 2022 ми беше и промоцијата. На моменти заборавам како сето тоа се таложало, затоа што било премногу интензивно, али ослободувачки бескрајно, да. Тоа ќе се сложам, затоа што е момент во кој што знаеш дека во тебе се, и лошото и доброто, и дека се ќе излезе. Дали ќе научиш нешто, дали ќе сгрешиш, се едно. И фала Богу што ме трпела луѓето. Замисли. Тоа е исто многу така. Не ти е и музиката катарза, да речеме, затоа што ти нема настан, ма не мора да е настан, обично седенка у кафана, каде што ти... На свадба, сегде. Целиот живот му помина. Одма ме подсети на Лавче. Со кого беше? Со Владко. Со Владко. Леле, па со терци, со све, он високо, ја ниско. Владко пее. Ама Владко не се овакво. Он не е драма. Не е драма и не се појавува во јавност, да, јас сегде. Дури ми е смешно дека луѓе ме поврзуваат со еден со како се вика клип, ке речев. Не клип, туку емисија. Марк од Телма ме викна и ми рече, Ана, сега ќе пееме во емисија. Бе, какво пеење, викам? Па и ќе готвиш, леле, викам, сега влагам у стереотипна љубинка, тетка што иде у етер и прави нешто за јадење и пее. Вешта жена, скроз. Уше да ми даат онако робиче што се вика и толку. И после се викам, топ бе, шо ми е гајле, убаво ќе ме види, и отидов са бајлето, скроз некој божј ден ми беше, брзав, се isfлекав све, топ си поминав. И сватив дека тоа ми е мене лек бре, ја уживам од тоа. Значи, апсолутно нема тука што да се дискутира. Јас си имам лични некои можеби несигурности, кои што мислам дека не сум доволно добра за да бидам пејачка или не знам што, него си го пеам тоа така, просто од љубов и така тоа ми е ослободувањето. Значи, не се оптоварувам дека треба некому нешто да му оставам сега, ова е за 10-ка, ова е за 9-ка. Не, ќе си испеам и ако уживаат добра, ако не, кој ги врти. Има уште една песна што мислам дека сите кога ќе ја чујат веќе им текнува на тебе, знаеш за која песна ќе ти кажам, За нас почнува живот. Да, со таа песна го отворивме садбениот танц со Трајко, но таа песна беше на позадината на рекламата за ретвитни оброк. Да, така? Да, од Скопско беше реклама. Од Скопско и бараа дури и права, мислам дека тогаш од агенцијата за да оди у позадина, ама таа песна е мојот живот. Така јас ја доживував уште кога ја слушав као шлагер уша на времето. И така фино ми залепи у животов и стварно, да. За мене тоа е мантра, дека секогаш почнува живот и нема крај. Се додека трае супер.
Пошто ќе заврши, никој не знае како ќе заврши. Вака се Зашто јас кога гледам некаде каде што си било, дали било тоа изложба, дали отварање, дали Да, не знам некое читање, е. и на мјут да ми е нешто стаено, знам Знаеш дека опе. си ја пеела песната. Па на затоа свадба е стариот џумбушлија, на настани е, како се вика, за нас почнува живот. И не знам, се уште нешто може ќе излезе. Да, така, песните ме наоѓаат мене, не ги наоѓам јас нив. Ама ми е убаво дека го прифаќаат луѓето, тоа им е блиско до срцето. Се надевам не сум им здосадила. Така да. И тоа е еден битен сегмент кога малце ќе дојдеш во некоја возраст и викаш бова да не е леем, да не сум ја кој кринџам пред луѓе, ги срамам и се срамат, нешто ти се поставува како прашање, не можеш да бидеш секогаш сигурен дека околината прифаќа. А тоа е од проблемот, ќе се вратам сега на темата, затоа што веќе си мајка, одговорна и седемак не можеш више да бидеш будала. Ја ќе бидам будала да стои една. Додека Само не сакам Надја се срами, сакам Надја да е јасно дека постојат различни мајки. Тоа мислам дека окей, пошто нема сигурно да направам салто мортале негде, него не би толку. да, мајка ми лежи негде. Не, се надевам стварно дека ќе биде јасно дека ете, има работи во животот што се пасија и си ги тера човек. Ако не е интересно да биде ветеринар или космонаут, ќе ја поддржиме максимално. Интроверт сигурно нема да биде. Па она е посрамежлива од други деца. Она го има наследено, мислам дека повеќе на татко и карактерот, покротка е и многу емпатична. Тоа е, мислам, има деца што се гледа од стар дека се такви и се испаѓа си го фалам детето. Не, сакам само да го фатам моментот во кој што сваќам дека тоа е наследна емоција. Едноставно и доаѓа така и затоа се радувам. Се викам, па можеби ќе ти биде во животот, можеби повеќе ќе плачеш, ама ќе го гледаш поинаку, со повеќе емоции ќе го гледаш. Ќе скочат повеќе иницијативи, да, дружења. ќе се спасува светот во повеќе наврати, па не знаеш ти со дарен што ќе се случи, на пример, он ќе расте и ќе биде. Не можеш тоа никако да знаеш. Да. Ма ја не знам за Надја. Ја претпоставувам, се надевам, нешто правам, тука. После си викам, да не го ставам премногу тоа на пиедестал, као сега она ми кажува работи, ја нешто тука мајкичката. Нели пошто има жени се фиксираат за детето како да име проект. Сега тука све ќе правиме со детето. Не, јас само сакам да ги зачувам убавите работи и да покажам дека светот е за креирање, дека не треба да биде само наблюдувач, дека треба да создава. И така. Инаку што ја спомна статусите што треба да прераснат во четиво некакво, тоа мислам дека ќе биде баш читано, затоа што, кажувам пак да не ни украде идејата некој. Да. Има црно на бело. Тоа ќе биде баш читано затоа што е нешто ново. Впрочем, кои со твоите книги, Да. што некако не мислам дека ти во се тоа наивно имаш влезено, ама беше на ура, на ура, ама излезе, имаат по 2 изданија. Да. Ја не очекував. Јас сум прво човек што не знае да се себе продава. Јас просто сум во просторот, во етерот, на Facebook, што и да е, и немам стратегии. Едноставно го пуштам тоа и тоа е наивно во суштина, мислам. Некој би го искористил, не знам се, би правил кој знае што. Не верувам во тој концепт, зашто знам дека брзо ќе изгори. И не сум таков човек по вокација, иначе сега ќе бев некој банкар, така ќе бев со тртка овде. И тргна на ура точно, беше во корона едната и другата, и двете беа во 2020 и беше многу нејасно каков ќе биде, нели, исходот, судбината на книгите. Ама луѓето ги купуваа веројатно во тој период затоа што тоа се правеше со децата. Јас тогаш и најмногу пишував за деца затоа што се случија карантински едни песнички на сајтот на Чудна шума со Биби, со многу мои другарки и другари што пишувавме на окно. Значи еден тон детски песнички излегаат. Значи имам песна пишувано за лебарката, видојче, пошто сум видела, седиш дома, да, и ја гледаш нека буба швабичка шета у мезанин и си викаш, леле, кутра буба швабичка, видојче се вика буба швабата или бумбар шо и да беше. И шета и е сам и нема никој, значи буквално полудуваш и мораш тоа да го извадиш. И ти го вадиш преку песна, преку поезија, луѓе тогаш црта, боја, печа, лебови, што све не правеа. И апсолутно мислам дека и двете книги, зборувам конкретно за Лисичката плетачка и за Лепчето што расте, многу брзо стигнаа до многу луѓе, се испороди еден тон деца после, а Голешка е во круговите со родителите доста
Мислам, тука сме се знаеме и не сметам дека е нешто ново, ама е малку по-ретро во смисла дека јас не пишувам за да се допаднам на да искокетирам, кај видете сега колку добро знам да пишувам. Не, ја тргам од премисата дека родителите треба да го прочитаат добро, за децата да го разберат и да има поента, да има некаква приказна што е поврзана со основните вредности на животот. Значи, солидарност, другарство, помош, живот, раст, такви некои Па и самата педагошки. илустрација е Да, доста педагошки ретро. Па да, и Иванка, конкретно Иванка Нибаш, илустраторката, тој ми го каже, вика Ана, вика мислам дека многу лепи самиот формат со Па и типот самата на... ти. Да, па и јас, видете ме. Со наочарите, Со наочарите, што да. Нема да ги извадам до крај, улога сум сега скроз, баш ка види, со чаршаф, све. требаше да ти кажам нешто на бело да облечеш. Сигурно имаш, ки ископаш Бело, нешто. не имам едно блузиче, такво со карнер, ја имам многу сум у него како таква некоја бетка за на за Ти се ми спикер. смешна, имаш и карактери Еј, посебни на колку жени Инста. имам. Значи имам сите мои жени, тоа ќе биде следен проект, ама ќе ја објавиме друг пат. Во короната јас сватив колку мултилејер персоналити може да имаш кога не ти е фокусот на еден сегмент од себе. Не си само на работа, не си само мајка, него си многу работи. И сите тие жени беа некакви жени што се оствариле во некакво лудило, во некаков концепт. Значи имав жена од Тоскана, имав пианистка, имав Сузи Дудич, имам Зока Дивина. Зока Дивина е турбофолк пејачка што носи леопардово палто и фрла долари. Потекло ваljda нешто од Србија. Ја имам Роса Гарнитура, која што е шпанска конквистадорка и го брани мирот. Значи еден тон жени, тон ликови, кои што јас играм со нив и многу ми е забавно. Сам ги создавам како персони, буквално ги ловам. Ги гледам жените во маркет, ги гледам во банка, ги гледам на сцена, ја гледам мајка ми, баба ми, тетка ми, сестра ми. И сите тие жени имаат колосални информации за себе, за животот, некои се срамежливи, некои се откачени безмерно, има баби, значи баби стари со кои што сум зборала или сум седала. И тоа е еден таков прекрасен свет од светови и ја просто морав да ги оживеам тие жени, да бидам сите жени, а да бидам само една. А многу е досадно кога си само една. Досадно е. Да. Тоа морам да ти потврдам, сега особено 9 месеци Кога си со породилна дете, дома, досадно е. А ти се случува исто. Да. Кога сме кај сите жени, јас тоа кажа дека многу сакаш да наблюдуваш луѓе Да. и се околу себе. Ние чисто пати од дома знаеме тоа да го правиме кога сме надвор, да погодиме како се вика некој, што Да, работи, да, дали да. од тука, па од ако кој видиш, град да, е. ако видиш некој со откачени чевли или некаков изглед нетипичен, мене тоа се ми е многу. Мислам, јас се враќам у детство и сваќам дека во период меѓу 3 и 4 кога сме чекале да се враќаат од работа нашите родители, да речеме, сме седеле на тротоар, сме играле серва или whatever. Ја ги наблюдував луѓето што се враќаат и ми беше многу фасцинантен истиот умор на фацата или во автобус, тоа го забележувам стално. Луѓе кои што едва и чекаат да си одат дома. Значи тоа е фасцинантно да се гледа, особено кога си дете и кога продаваш сливи на тротоар, 20 денари кило, што си ги берел од дрвото. И сите луѓе имаат една уморна фаца. Или луѓе кои што одат, или луѓе на свадба, кои ќе излезат сите да играат торо пред влез. Сладострастие. Па ја гледаш свекрвата, отмено вака го држи погачен, Знаеш кондури, која да се улога држи. е. Совршено. Па знаеш која е мајката на невестата, пошто она која игра оро се врти, го гледаш тат. Значи прекрасно, значи тоа се слики од луѓе кои што се во тоа непосредна близина и ти ги доживуваш нивните моментални екстази, значи свадба да речеме пример, после не знам имаш настан некој или било што, мислам, сите ситуации во животот и добри и лоши за мене се инспирација. Види, тоа се толку универзални работи, толку познати на сите нас, затоа што еве подкастов не оди само во видео формат, оди исто така и на Spotify. Сега движењата што ги покажуваш со рацете за ората на свадба, дури некој да не може да го види тоа, само Ќе го да го види чуе во- не е да. познато, затоа што е дел од тоа не е фолклор, усвари, тоа е начин на кој што ние сме растени, ние го препознаваме тоа. Тоа е исто како кога му викаш на келнер сметка, мислам, тоа се некои физички, да ги наречам, комуникации и вештини,
Ама ова конкретно со наблюдување во и собидување дел од еден таков голем свет, од многу мала ми е мене тоа. Сега сваќам дека мене желбата за пишување, генерално комуникација со светот ми била пред се да интерпретирам, да покажам. Зашто пишував песнички од многу мала, од кога научив да читам и да пишувам. И сега сваќам дека леле, колку прекрасно дека имам неколку канали за изведба. Тоа е топ. Значи имаш глас, имаш јазик, имаш тело, сон. Само што многу е напорно кога се сите три во комбинација, која треба се да се случи, а тоа па мене ми е најпредизвик. Например, последно имав некој настан во МКЦ на слем поезија и излегов да слемирам фристайл. Ми доаѓаат рими, ми доаѓа све у глава и ја влагам во улога дека моето тело треба да спроведе нешто и у главата само си ги повторувам работите што сакам да ги кажам. Везе немам што ќе кажам. Некоја феминистичка песна излезе. И тоа функционира. И не знам од каде доаѓа, ама се дешава. И другарите ме зезаа дека најверојатно у некоја буре имам паднато ко мала. Онакво срекно буре како Дастерис и Обеликс. И така си терам у животот. Си пијам вино на подкаст. Кажи колку е добро дека можеш да пиеш на работа. Да, скроз. Јас сега си викам колку е добро дека можеш да пиеш на работа. Да, скроз. Па зашо да не? Па го славиме животот. А да, виното го донесе Ивана кога беше, Да. веројатно гледаше епизодата. Да. Ивана кога беше, само низи беше премногу рано и Да. кажав Не, никогаш рано, мислам, онака не е 4, не, колку е сега, сега е нешто меѓу... Сега е таман. Таман е. Ова секој да сме у Италија. Сме биле на работа, сме седнале после тоа. минус мезе тоа, Да, ама добро бе, топ си е, зашто? Не, ја уживам и сакам да те прашам шо е анекта уствари. Не го изгуглав тоа никад. Аникта е, уствари... Некој правен... Не е до толку, не. Не? Далеко сум Далеко од е тој тоа. свет и си се држам далеко. Анекто е уствари вистинскиот израз, Аха. изборот од кај што доаѓа анекта, на споен некој израз што си има користено и во персиски, и во старогрчки, Аха. и значи некој што Зборува, раскажува раскажува. анекдоти. И сега да не е анекто, е анекта. Да. Добро, Што интересно. мислев дека исто твоево со наблюдувањето Да, луѓе да. што тебе ти има натерано да пишуваш и поезија и воопшто да пишуваш во животот, мене ме донесе на некој друг пат, затоа што јас во моментот кога ќе престанам да се гледам со луѓе да зборам, веројатно ќе умрам. Тогаш ќе биде точката на топење онака и казни ме. Ако сакаш Да. да ме казниш, остави ме без луѓе. Да, да. Епа, гледаш, тука сме слични и мислам дека тоа е најголемиот бенефит кога имаш слобода да можеш да го правиш тоа што го сакаш. Затоа што замисли да сме во, не знам, во архива да работиме и да треба да сместуваме класери или да не зборуваш со никој цел ден, да си во, не знам, нека канцеларија. Така да, јас сум многу Од 9 до 5. благодарна, да, јас сум многу благодарна што мојата работа, иако сега немам работа од 9 до 5, кога сум работела, сум имала речиси секогаш комуникација и надвор и внатре. Зборувам и кога сум била и новинар и копирајтер, значи разговор со луѓе, за да јас ја пренесам приказната и тоа што треба да се продаде или да се прочита, да биде животворна, да не е мртов состав. Така да, мислам дека сме доста срекни женки, вака што може да си... Има микрофон, имаме вино. Јеј! Што И друго ти слободно да треба? зборуваме, И да. слободно да зборуваме што сакаме, ама од друга страна, нели како со сите со секоја слобода И доаѓа и одговорност во професииве наши и било кој што работи нешто слично, е многу тешко ако сакаш да бидеш слободен, тоа да го издржиш финансиски. Па сега јас сум издржувано лице и тоа ќе го кажам наотворено, затоа што таков е моменталниот статус, но тоа не ме спречува да барам нешто и да правам тоа што сакам, затоа што јас сепак работам нешто, имам некаков инкам. И тоа е најчесто со детски работилници, со читање за деца, со настани кои што ги модерирам, ги водам, бидејќи тоа ми оди лесно и со радост го правам. Меѓутоа да, финансиската слобода за жената во Македонија е очајна и мислам дека особено жени што се занимаваат со медиуми, со работа која што трпи промени од секаков аспект, не само како
социјален аспект, кој се веќе дигитално, се менува некаков канал, се менува целиот наратив, веќе не сме толку на телевизија сега, повеќе сме подкаст, не знам, некаков YouTube канал или TikTok, whatever, значи тие трендови некако се поместуваат и ако ти си доследна на тие работи и ги следиш, тешко е да правиш нешто кое што ќе биде ослободено од некој позади кој што треба да те следи или да си бидеш сам свој газда, уствари тоа е поприлично тешко за жена. Така да мислам дека како професија која што бара исцрпно да истражуваш, да читаш, да бараш луѓе, да знаеш кој ќе ти дојде, да не ти дојде некој што не знае да се изрази или не знае што зборува. Мислам дека имаме доста одговорна и интелектуално захтевна работа, меѓутоа финансискиот дел речиси секогаш е така. Мислам дека не е доволно не е доволен за нас, а истовремено и општеството тоа не го гледа како дека нешто правиме, ни е битно дека збориме клучни работи што треба да ги слушаат млади девојки, млади момци, дека ова е окей тема. Не, подобро би било, не знам, еве, Зока Дивина сега да скрши чаша овде и да почне да пее за нешто. 2-3 брака да ја прашаме. Не знам, да. секој со своето изборот, ама Да, ма зборот ми, ако веќе создаваме вредност некаква, значи збориме за работи што се битни, тоа треба да го препознае прво системот. Системот не препознава, дури не ни гледа системот. Системот мижи и така, да не види, кажеме. тоа со колеги сме го збореле многу пати, кога сме известувале, например, од протести, од настани, Да. и бара некој повисока плата, а самиот ти не си пријавен. Така да. И сега- Или имаш ситуација во која што не ти е сигурна воопшто работата, затоа што не се знае што ќе се случи на политички план, затоа што се зависи нели од некакви комбинации, нели, мислам, тоа и е можеби во некоја основа логично, меѓутоа во општество кое што функционира не би требало тебе да те загрозува, тебе те загрозува во секој момент, затоа што ти не си, јас на пример никогаш не сум имала грб или да имам, не знам, некаква потреба да влезам во некаков круг кој што ќе бидам заштитена. Не, јас сум слободна и тоа можеби храбро, истовремено ме нервира затоа што немам стабилност, навистина немам, а од друга страна па си викам Како поинаку. како ќе издржиме, мислам, фала Богу што едниот во семејството нели е стабилен, па другиот може да си дозволи нестабилност. нестабилен. Да. А од друга страна мојата стабилност е во другата вода, во другиот бран. Значи јас создавам за деца, јас го оставам тоа како легаси затоа што сакам утре да читаат децата на македонски јазик. Јас сум родена во семејство кај што има 30 професори и наставници или даскали, кај што луѓето читаат, пишуваат, пеат и пренесуваат од поколение на поколение некаква вредност. Јас со тоа сум растана и тоа јас ќе го пренесам. И си викам, па тоа ако не вреди, шо вреди? И тогаш доаѓам до таа точка што викаш ти, ако ме оставиш без луѓе, ја тоа си викам, шо ако останам без содржина, ако не можам да го правам тоа? Тоа мислам дека мене би ме така пао. А мислиш ли дека едната работа ја попречува другата во смисла на таа немањето на финансиска слобода? И знаеме кај нас сите креативни работи во уметноста колку се неплатени Да, сите да. кои се дел од неа, попречува па на креативноста, нели е малце ако немаш друг инкам во семејството, Да, ако да. немаш доволно пари да го поминеш месецот, ќе ти Нема текне да ли ти што да текне. пишуваш? Не. Страшното е што уметноста генерално земено е непрофитабилна. Уметноста секогаш се смета дека е за луѓе кои што се богати и одат да ја гледаат, значи имаш, не знам, некој гроф кој што оди да гледа слики, а сликарот нема кај да живее. Значи го имаш тој контраст на таков некој социјален дисбаланс и ние во ново време тоа пробуваме некако да го размачкаме, затоа што јас не се сметам за слободен уметник, ама се сметам за човек што креира. Иако можам да правам и други работи, веројатно би можела, не знам, и било што друго да работам, но кога создаваш, сакаш тоа да биде препознаено и по некоја инерција да биде потврдено и вредоносно платено. Затоа што јас многу пати сум била отворена, не може луѓе да ми се јавувате и да ми барате јас да ви напишам песничка или да ви смислам слоган као што вие. Тоа исто кога отидам на забар, ја поправи ми го забав и ќе та гушнам. Знаеш, не сме во состојба веќе да ги премолчуваме тие барања и работи, треба да си кажуваме дека секоја наша интелектуална, креативна работа вреди и треба да биде соодветно наплатена.
Само што уште борба е. Мислам, уште сме во таков некој стадиум, веројатно, и како човештво гледам јас дека генерално сето тоа е се уште проблематично, бидејќи што е медиумот денес, може да биде сам има луѓе што заработуваат и од Инстаграм, од TikTok, продаваат бели лаги, продаваат што ќе им текне, а од друга страна некој се бори за гол живот, а создава нешто што ќе остане, така да тоа е некоја неправедност што од секогаш постоела, а ние пробуваме да ја дадеме мост некаков, да тоа биде. Сега е многу видлива. Да, сега е видлива и се гледа ако некој фолира, ако сега јас тука застанам и почнам не знам нешто, мислам ќе се препознае дека не е вистинско, дека ќе исчезне. Јас стварно верувам дека овие книги треба да постојат и да ги има и да ги читаат и не знам на нашите децата. Зашто да не? Кога ние сме читале книги кои што сега се као, не знам, Зоки Поки ќе го спомнаме, паш има и филмувана екранизирана верзија. Зашто да не бидат и овие дела некаде таму во етерот? Треба да останат, мислам. Затоа и го правиме, иначе не би имало поента. Како е често патуваш баш поради работата, поради пишувањето, како е во регионов? Сега ви има во Србија современа македонска поезија. Yes. Тоа го направи Валентина Бактијаревиќ, односно Вања Бакти, нашата другарка, која што просто ја знае поетската сцена во Македонија и сакаше да не собере сите и да не преведе. И ние бевме како топ, одлично, зашто да не? Беа во Белград неколку мои другари, јас тогаш бев на одмор, не отидов, меѓутоа тоа беше еден момент во кој што ние прв пат се појавуваме како поети современи на српски јазик препеани во Белград. Имаше голем интерес, значи луѓето ги споделуваа песните, мене ми пишуваа, се запознавме со многу луѓе. После тоа Вања дојде тука бидејќи се случи Скопски поетски фестивал. Ја промовиравме и тука книгата, а сакавме истовремено да едноставно покажеме и благодарност бидејќи никој сега од нас нема таква моќ и можност да така не собере сите и да направи некаков пробив надвор. Едноставно за се требаат пари, а тие пари ги нема, особено во моментов. Бидејќи никој не дава за културата и за книжевноста, за јазикот, мислам не дава. Да речеме дека дава одредена сума, но не доволно. За сето тоа да оди поедноставно, да оди по-фер, да оди по-видливо, да има некаква поголема цел. Јас дури денес тоа мислам дека некаде, дали со некого зборував, не знам, кажав дека во суштина не е проблема дали ние сакаме тоа да го сработиме или да го направиме. Нас ни треба буквално финансиска помош, поддршка. Бидејќи секој од нас не живее од пишување. Луѓето работат и други работи или се на некакви проекти, едноставно секој пробува нели некако да си се обскрби и ова му доаѓа како side job, као радост, као нешто правиме заедно. Меѓутоа Валентина на пример, тој беше капитален проект, она буквално се избори за да не има нас на српскиот пазар. Пошто имаше голема промоција. Промоција, да. Имаше и во многу медиуми кај нив, имаше споделено и на Инстаграм, знам, значи буквално интерес голем, дека современата поетска сцена има што да понуди. Тоа е супер, тоа значи дека после тоа луѓе ќе не дознаат и од другите страни, да речам. Убаво е, зашто да не се шири тоа, мислам. Ако ништо друго, уметноста е примарно за тоа постои, да ги поврзува и световите и луѓето и да е јазик универзалис, значи нешто кое што ќе остане. Ама пак ќе се вратам на тоа. Пари да нема. Го плати, нема. Не, многу сериозно отидовме, ама да, реално јас сум свесна дека моите песнички не носат таков бенефит. Ама после си викам, можам па и да работам нешто друго, ова да ми биде спас како што сум правела во животот. Кој што прават и сите што работат вакви работи, исто како и дел од моите колеги, јас кога сум работела тоа, знаеш како. Не живееш од плата. Апсолутно. Не можеш да живееш од плата. Да. Овде секогаш се повеќе на повеќе наврати се комбинира, значи сум работела и во корпорација, истовремено промовирав тогаш и книга. Сум работела секакви работи кои што ми носеле баш така пари за живот, а останатото било буквално уживање и боемчење, затоа што така сум сакала нели да си го терам. Пензија нема да земам. Да, ја тоа сакам, зашто толку се потресуваш за стажови, за ова, викам, утре ќе удри метеор, нешто ќе се деси. Мислам, за тоа сум малце неодговорна, признавам, као не дека ми ја гајле, ама си викам, каква пензија човече, као имам 35, стварно не знам што ќе се деси за 30 години.
Ама убаво е да имаш. Ама градина имаш. Имам градина, ми растат патлиџанчиња, да. Уште зреа човече, зелени се има 2-3 само така. Па добро, топло е до ноември месец, Да. така што... Прекрасно, нема да плаќаме грење, ама сега тоа климатскиве промени, оп, утре на море ќе излезе. Па заради тоа лошо. Па супер. Ау, после ќе правиме на Ривиера, а шо овде во студио. Таму на море. Као летни програми лани, порадно што имаше се Колку беше сека. најако тоа. Многу би сакала да водам нешто такво. Некоја летна шема така. Да, и У ливадишта, у струга. Да, те дува ветре позадина, некоја песна иде од Оливер Драгоевич, мислиш на променада си и правиш муавет за животот, нешто е. Ама тоа делува носталгично некако, не знам. Али да, би водела и емисија, би водела и се би правила реално. Така да не се сакирам во смисла дека и работа ќе има, стално треба нешто да правиш. Дали да го спасуваш светот, дали да го однесеш детето у градинка, дали да купиш ствари за дома, секогаш има нешто што треба да се сработи и да се работи, меѓутоа битно е што ќе оставиш позади сето тоа. Јас стварно сакам да оставам некакви убави работи. Не само дете да родам. Туку еве и вака нешто, книги. Пак за сите. Да. Пак за сите деца ќе остиш. Пошто детето е... Детето си е за мене и за машми и за светот, да, ама еве сега вака кога ќе испоредам работите, стварно човече, тоа што е креативно надвор од тебе, тоа го даваш ти така како готово. А детето е скроз, мислам, друга димензија на создавање, мислам, тоа трае, цел живот трае. Овие се вака сега пуштени, шубаво сите ги купуваат, супер, браво. Чекај бре, Надија, треба да ја научам точак да вози. Не ќе да вози. И да тргне у школа. Да. Така да, мислам, има многу предизвици нашиот, ќе го наречам, полууметнички живот, пошто ние сме, мислам, дека работници. Не дека само сакаме да се занесуваме. Ама ни треба стабилна структура, стабилна држава, стабилен систем и тоа треба сами да го рекреираме. Тоа нема само од себе. Па добро, мислам, финова што го начина затоа што да не честопати така луѓе ке гледаш честопати. Да. Била честопати. Луѓе кажуваат дека треба да имаме некој очекување кога сега ништо не чини, треба нас нешто да ни биде дадено. Тешката задача е дека треба сами да го рекреираме. Да. А се помалце гледам луѓе околу себе што имаат волја било што да прават, затоа што... Па јас паѓам на тоа дереđе некојаш, имам дефетизам, признавам, и мислам дека е тоа најмногу затоа што имам чувство дека сум 20 години на сценава, ќе ја наречам, книжевна, и дека ништо немам постигнато во смисла за себе, да се чувствувам сигурна дека можам нешто да направам. А тоа е, стварно, мислам, на моменти е обесхрабрувачки, иако во суштина не е така. Значи, јас си пишувам и сум издала книги, работа ми со фестивал, значи сум дел од фестивал, меѓутоа работите не тргнуваат напред. Мене тоа ме боли најмногу, дека јас имам чувство дека јас само одам, а се останува во место. А тоа е затоа што околината некогаш просто е невозможно ти да ја кренеш од таа патија, затоа што се соочува со други работи. Тоа што го збориме, ако некој нема леп да јаде, сигурно нема поезија да пишува, него ќе оди, ќе работи, ќе се поти, ќе се троши и вечерта ќе заспие за утре дента да има леп на масата. Така да балансот или откривањето на тоа што е најдобро ти да направиш за да работите тргнат напред е колективот некако да пробаш да го разбудиш. Тоа со Ретвит ни одеше супер еден период, ако се сеќаваш, мислам дека имавме ептено нака и луѓе што доаѓаа, браво, дај закон ќе менуваме и идеали безброј. И стигнаш до една точка кога сваќаш дека немаш време. Дека јас на 36 еве сега, да речеме и наредниве години, ако сум пак активна со сево ова, ќе се умориш. Природно телото веќе ќе бара некакво приземјување, ќе сакаш да се посветиш на себе, на телото, на патувања, не знам што. Затоа младоста, односно тоа лудило во некој период е прекрасен за ти да правиш такви промени. А јас приметувам дека не приметувам дека после студентските протести немам чувство дека таа критична маса сега ја имаме. Тоа мене ми е најонака, чекај бе, као може вака ова да немаме. А не е толку долг период. А не, да. Мислам, тоа е само менување на еден режим, едно лудило што се случува, па сега влагаме во друг контекст и ги снемува тие
Тоа е коректив прв на едно општество. Ти мора да имаш луѓе што ќе пркосат, што ќе кажат вие заебавте работа, ама и вие заебавте. Ај сега да видиме кој математиката кој ќе ја исправи. Јас тоа не го гледам сега, а сама да тргам да се борам таму со вертивници, не можам. Тоа искуство те учи понатаму дека нема никаква логика. Да, и гледаш дека не е само заради тоа што луѓето се апатични или не знаат, туку просто тоа е еден колективен шум, едно лудило тотално, не само кај нас. Особено после короната, полудени. Да, не само кај нас, сегде на светско ниво ти гледаш дека е дестабилизирано све, дека мозокот на светот е како во хаос, како на лоша дрога. Никој не размислува дека правиме глупости, дека умираат луѓе, дека немаме вода, немаме струја, као тоа е онака се збориме, знаеш, а тоа ќе дојде, ќе се деси нека. Да, за морето се смееме, ама ќе дојде морето, ние мислиме дека ќе биде убаво што ќе имаме море. А дали ќе биде убаво, не знаеме. Мислам, исто што мислиме дека е убаво во октомври голи што шетаме надвор. И дека е 25 степени, не, стварно не е. И дека ајварот нема ист вкус. Немој тоа вечно да нема зајварот и патлиџанот. Да, во Македонија доматот е најдобар. И ајварот е единствен. Луѓе не се иселија ради тој патлиџан. Да, замисли бе. Ќе останам во Македонија за добра мене ми се раста ту градината, не се жалам, не смеам тука да коментирам. Стварно ми никнаа доста. Ми никнаа, давав и по другарки и дома на моите. Татко ми ги посади, мора тоа да кажам. Јас само го средував градинчето. Имав и крставици, ама не пркнаа, за жал. Да го пофалам јас татко ми дзидот, он го... Ете, па како па татковците значи, морам да го спомнам, да. што прва епизода ми рече да кажеш дека јас сум кречал, јас морам сега да спомнам. Ете, татко ти кречал, татко ми садал, прекрасно. За ние да седиме овде се и да пиеме вино. И да збориме дека не чинело. Да. Порано беше подобро. Не, општата ситуација стварно е многу, мислам, вака... Дали сакаш уште винце? Не сакам вода. Чеке на продукцијата. Дечки од режија може ли вода? И после паузата од реклами со ново сокче. Многу ќе сакав да кажам сега нашите спонзори, ама нема. Нема. Ај спонзори стварно, дечки, спонзорирајте бре све што е вака фино и убаво. Стварно. Побаравме на подкаст Чаршаф, ама ти ми дај побрилијантна идеја, иако... Кажи што ти кажав. Ева ќе кажам дека треба од жабарот да ми дадат. Да, скроз. Дури кај жабарот можеш да седнеш, демек снимаш нешто и они да прашаат, а што се дешава, ти да кажеш ова е за тоа, тоа и тоа. Еден чаршаф може ли, ќе спомнам и они ќе кажат да. Ма ми треба, тоа го зборев исто на подкастот. Не е страшано. Ми треба автентичен чаршаф од кафана, значи тука дупче да има. Со соларниче, може соларниче таква да ставиш, знаеш дека? Цвеќева е многу романтично, треба или онаква карафингла се викаше со зејтини и вака. Ете ти. Или порано, знаеш во сите куќи што имавме, тие вештачките цвеќиња најружни на светот. Ужас. И овош и зошто купува овош и зеленчук? Не знам. Пластични? Пластично овош и зеленчук, пластични икебани, лисици за наврат. И што уште некои такви... Мене ми беа најезиви мечките. Да, и препарирани животни. Мечки, препарирани птици, о боже. Да. Тоа се чудни сеќавања од детството, кога се било нејасно. И никој не ти објаснувал зашто е така? Па затоа и сакав сетов да ми е баш некој такво враќање од на сите дома, како ние да има нека атмосфера таква како да си дома, си седиш, си пиеш кафенце, винце, ама да не мора да ставаме препариран пазар, ме разбираш, не мора раскрилен. Не мора да има. Не, супер си. Иако скроз ако ти дадат чаршаф, ќе биде апсолутно покриена на вистина. Да, вака е повеќе како хрватско знаме, ама пошто има врска потсеќа на море, повеќе шаhovници. Да, морето ќе дојде anyways. Морето ќе дојде. Климатските промени ние ќе предвидиме иднината. Како да ти кажам? Као Симпсонс. Так, па да. Да, све они предвидува стварно, леле. Од Трамп до све, да. Да не одим од длабокото да речатам вие без работа сега теорија на заговор. Леле, замисли стварно. Вие ајде вучиња нешто, најдете таму, занимавајте се, што се овие муабети, интелектуалки ми глумите. Не, ја многу сакам да зборувам за се и се што, ама да го задржиме центарот на универзумот. Што следно освен книгата за Надја? Не знам. Сакам да направам некој бум, некоја драма, сакам нешто да победам во нешто. Нешто повеќе од нешто дневно ниво што прави. Не, мислам имам доста дразби во смисла дека правам работи кои што ми се интересни.
Не зборам родителствување или не знам, пишување, него така имам детски работилници, сакам стварно да најдам работа која што би ме исполнила барем во одредена мера како човек што сум јас, да не е исклучиво нешто во кое што нема да издржам. А ништо ќе имам книга, уште една се надавам наредна година. Поезија не, ама најверојатно нешто ќе искомбинирам со сите тие жени што ми се појавуваа во корона. Сите мои жени сакав изложба да правам, но ќе видиме што ќе се случи. Сакам да ги олицетворам, да им направам еден сетинг како се раѓа и зашто се создава. Уствари тоа ќе биде маш на една историја за короната и една жена која што станува повеќе жени. И не знам што друго, може ќе пеам. Иде нова година, ништо не се знае. Ќе китам Мелка. И па не знам, нешто сигурно ќе се случи. Нешто се крчка, знам. Имам многу работи у главата, само што сега затоа што правам паралелно неколку работи, слайдам. Сигурно ќе се појави нешто и ќе ви кажам, ќе споделам или на Facebook или негде така. На секаде нешто правам. И тоа е мојата и грешка и сила. Јас тоа секогаш за себе го Да, на сите страни и после цврц. Каде сега? Шо попрво? Абе, ренесансни жени, бре, све правиме. Или жена за сва времена За сва невремена. Ја За тоа сва викам, се невремена. менува, да, пошто невременја се ова сега теди. Нема више жени што... Тоест, нема, има бре, еден тон. Прекрасни сте сите жени што сте вакви. А мажите, па добро, окей сте и вие. Не стварно? Да. Не се смеам за тоа. Смеам дека како беше, сама не го имаш ти тоа. Не го имаш ти пишено. Мислам дека да го поздравим и него модернизам и ренесанса. Во првиот момент кога го видов видеото со јас сум родена за подиум, мене ми текна на тебе. Да, скроз. И сега тоа драматично вртење на главата кон камерата е... Да, јас сум родена за на сцена, значи скроз. Мене ми е животот сцена. Јас тоа го кажав и нели на подкастот, тоест на тизерот за денот на меѓународниот ден за девојчиња, дека животот ми е драма, човече. Јас не знам што ќе се десеше да бев актерка. Дури мислам дека најбезболната уметност ја имам фатено, зашто пишувањето е терапевтско. Ако бев актерка, немаше да бидам во Македонија. Негде ќе, значи мојот сон, Скромна си. Ниш не сум скромна, никогаш. Не, скромна сум во daily life, реално, али за желбите и побудите, значи дупли лав, здраво како си. Многу сакам да носам круна, многу сакам да сум секогаш на место кај што се ќе се види и ќе свети. Кога ме прашува некој на зезање као што сакаше да бидеш кога ќе пораснеш, ја викам рок звезда, значи јас сакам да сум на сцена. Сакам да гледам во луѓе и да пеам и да се глупирам и да им, значи да им правам шоу едноставно и да уживам во тоа и таа енергија да ми се враќа назад. Но ако тоа се случило во друг контекст, немаше да живеам долго, затоа што тоа е премногу силен интензитет енергетски. Не можеш да го доживееш така, јас се стабилизирам. Не можеш сериозно да ме доживееш? Не, како се сврте кога И тоа мора да оди, значи Абе, скроз... ќе оди. Да. Рок звезда. Значи, или рок звезда, или банкарка. Нешто од тие А две. зошто банкарка? За да се приземјам, пошто требаат пари Тоа на ти овој е свет. тебе најдосадната. Најдосадната, не е досадна, не се наоѓам. твојата... Сакам да кажам, замисли да сум преку ден банкарка, ако доктор Джекил и мистер Алтер Хайд. его, а? Имам шалтер его, иначе се љубинка е шалтер его. Па и така Да. е уствари со банката. Да, скроз. Она е шалтер и иде и ти вика ти фали уште една уплатница и е непријатна, груба е. И штрака вака со ноктите на лаптоп. Ама го знае светот. Све знае, ги знае сите цаки. Другава е Зока Дивина. У небо. Зошто Зока Дивина? Дивина е од divine, од нешто префиното, истовремено од дивина као wildness, као она е шлакната скроз, носи леопардово палто Дали човече. беше, а која беше? Не Во беше плавото, таа на- Зока. Во Во плавото, плавото е чаршија Зока. беше. Значи јас имам песна, тоа е моја песна, жено Божја.
Нема врска никаква со јазикот, ама многу добро легна. И Вања, другаркава која што уствари Да, го видов правеше дека уште оваково. некој имаше на видеото. Она ме сними и рече, жено, ти идеш у Ниш, ја те продавам, правиме овде И по све. Ибарска магистрала. Ама тоа си викам, човече, има такви ликови таму кои што скроз тоа би го купиле. Значи имам 3 песни. Една да се вика Кармички дуг. Втора бе Волела сам те и мртав и жив, а третата беше Имачемо све. Да. Ау, Зоко. Зока, мањак, тотален, значи скроз многу ми е интересно дека ми искачаат такви ликови и творби од главата. Не ги стопирам, значи тоа е моето приватно лудило и ако доживее проблесок, супер. Битно ми е мене да ми е окей, да останам ментално стейбл до уште некоја возраст, да можам на Надија да ја бидам потпора и да не се фрустрирам, затоа што гледам многу огорченост околу мене и не сакам така да созревам и да стареам. Сакам да бидам кул и на 50 и на 30, сакам да бидам секогаш таква. Се обидувам стварно да си го одржам тоа, затоа што тоа ми е дадено. Не сум јас човек што ќе лечи луѓе или ќе биде хирург или ќе оди у вселената или ќе измисли апарат за мерење притисок, не знам. Значи скроз. Во тој поглед сум стварно скромна. Неам инвејтерски, неам математички памет. Јас сум на сите страни. Сакам да уживам во животот. Која Ана беше на Harry Styles? Која жена беше или беа сите жени? Сите жени имав мелтдаун, жено Божа. Сестра ми се смееш. Ми се смеја сите другарки. Сите ми се смеја, еве, јас бев као... Во Виена бевте, така? Да, бевме 4 дена, неколку жени, другарки најблиски, као ќе шетаме, ќе идеме на Harry Styles, ќе уживаме, прекрасно, значи како да биде нормално. Меѓутоа јас во тој момент се претворам во средношколка со проблематичен дечко. Буквално сум во улога на некоја која што емотивно ќе се вознесе. Иако го гледав на километари од мене, беше кој скакулец со зелено со лилјаково, не ми беше верно, затоа што ние доаѓаме од средина која што одење на концерт у странство е малце логистички, треба да размислиш. Па и кај нас ни дека Да. сме гледале секој што Да. сме сакале да го видиме. Треба да размислиш кога, како работа, ова, она, пари за ова, пари за тоа, значи стварно е подвиг. Има луѓе што одат стално и тоа е супер и многу ги поштувам тие луѓе, меѓутоа во случајов кога требаше да одиме, јас бев фокусирана на моментот дека ќе го видам мојот симпатија. И му кажав дури на мојот сопруг, ако јас откачам и заминам, извини, прости, с Богом. Тоа е. Толку е. А тоа е лудило, уствари, у моментот кога се возбудувам дека гледам нешто што Тоа ми е се ли твојот остварува. celebrity пес? Како? Она нели имаше као celebrity пас? Така дека оставаш дома свеза, баш. некој... Што се случува во Виена, останува во Виена. Мислам, тоа е Тебе луд- барем тие он мене, знаеш Да. ли кој Кој ми ти е е? пасот? Никола Ѓуричко. Ама до носот е, ја мислам, носот. Значи, Криви носави, Адриан Броди. О, мажи со криви носави, tell me about it. Ужасно грди, никакви, ама шармантни човече да безмерност. Да. И Harry Styles уствари ми беше точка во летото, кога си реков дека јас морам. Убаво ми е кога имам такви фиксации на нешто што ме радува. Не мора да е Harry Styles, може да се фиксирам сега периодов, не знам, да правам кифлички, да видам дали ме бива со тесто. Пошто не знам да печам, утињам, ама добра. И... ама гледам си правиш. Ама си правам. Ако не се јаде, ќе се замрзне, ќе се даде на некого. Мислам, не фрлам апсолутно храна никогаш. Тоа е против мојот идеал, баш кај ретвитни оброк, се молам. Ама сакам да поентирам за Harry Styles и се претвори во тетка што на долго и на широко збори. Да, откачено искуство ми се наполни срцето и мислам дека живеев цел месец од чувството дека си ја остварив желбата, зашто мене концерти генерално настани ке што одам на со цел да гледам некого, ми се исполнување на детскиот сон, во смисла на дека сум одела на, не знам, бев на Химу средно, сум била на Депеш Мод со сестра ми, значи вриштење, баш на фенгирлинг до крај. Ја им пишувам, значи на сите на Harry Styles, на Росалија, им пишувам на Ти Инстаграм. вратил некој? Никој жив. Дури не тие што им се тоа е агенти. упорност. Значи, ама јас сакам да стигнам до звездите, бре, сакам да видам како живеат. Они се раскалашени тотално и они, не знам, се бајле, се гадни, одат у веце, све тоа човечки, ама мене ме интересира како они го живеат животот. Си викам, чече, како е... Да. Ако гледа некој, Да, ако гледа некој и пишете ми, мама ми јавете, ми се срцето да ми го исполните.
Ќе направите едно жена среќна. Да. Сакам да сум близко до звездите. Колку и да звучи ова наивно, смешно, детско и како од сликовница, сакам да сум близко. Убаво ми е кога ги гледам како пеат пред толку луѓе. Мислам, таа фасцинација ми е од дете, пошто татко ми ги пушташе Queen. Ја кога ги го видов Фреди Меркјури пред публика од 50.000, како пее, мислам, он е манијак, лудак, гениалец, све. Со круна невидлива. И мислам дека чувството за публика и за потреба пред публика мене ми е од многу мала. Мислам, тоа можеби е некаква карактеристика, нешто кое што си се провлекува. Ама нема да заборавам дека прв пат кога во прво оделение не прашаа кој сака да води патронат, Истото го имав и јас. Ке си истепав, и без да проблем дигнав жено рака. ми дадоа листови, нешто ќе кажуваш ова, она, значи јас во улога влегов, јас стоев пред огледало дома со икебаната и искра телефон. Добар ден, се наоѓаме денес, значи скроз. Ја влагам во цело време во улога на забавлjač. Само што тоа треба да се плати. Како на другар ти, не ти е другар, симпатијата. Ама имаш Не ми е и- другар. Ама им... Не сакам да ми биде За другар. негова штета. Не, јас тоа викам, ако почна да се дрогира, на мајка му кипиша, ми со мајка му си и лајкам лимонади, слики од кучиња, мачиња. Да, ја следам Дури и мајка мајка му. му следиш? Да, ама ја следам од претходно, зашто One Direction беше, они му го знам цел живот и тривијата. Да не навлагаме натака некоја Да. тужба, да не За демнење. За демнење. Него демна ти поиша него, јас само стварно го сакам. Ама имаше и цел стайлинг ти, мислам. Да, Го не, гледав си купив процесот пердови, си купив светки, имав роза фустан и реков ќе уживам безмерно и така и беше. Се расплакав многу. Сестра ми ме тешеше, ме снимаше. Не ми се веруваше. За луѓе кои што толку силно сонуваат, кога ќе се случи јавето, си викаш нема шанси да е ова вака. Стварно е така. И после бев као сплосната скроз. И знаеш, уствари, тогаш гледаш уствари кај си била. Да. Во моментот и немаш... сликите ги гледам и другарките како реагирале и како се најдовме, после и се гушкавме и плачевме у метро дека пеев. Па ме хейташе цел Твитер зашто пеам у метро. Сикам човече, каква убавина му се дешава на некого. Од кај нас, од Да. Твитера, тоа. Не сакам да кажам која диаметралност, човече, јас го живеам животот со желба да ми биде убаво и тоа го пренесувам. И тоа во А добра, Твитер кај нас веќе и со години да, тоа, е така дупка. што- Сакам да кажам, постои контраст секогаш, знаеш, за некого е лудило тоа, кога кажеш леле се трескала по Хари Стайлс, бе човече, мене тоа ми е убаво. Има луѓе се трескаат на фудбалски надпревари, скандираат, се дерат, не знам, сакаат да фрлаат петарди. Јас сакам да се дерам на Хари Стайлс. И го видов. Прекрасно. Дури од неколку ки... Што е важно, Па што е, битно бе, таму беше дишавме из воздух. Крај. Директно на кај тебе. Директно на кај мене, вака. Која песна е пееше во метрото, не ми текнува, го Lights ја Up. видов. Lights Up се вика песната. Песната е за да излезеш од темното. И јас многу ја сакам. И ја испеав. А во метрото како реагира? Не се замара. Не се замараа затоа што сите се таму многу, сите се тивки, ама стереотипно звучи ова, ама во тие неколку дена сватив дека нема еуфорија, таму сите се во некаков склад и тоа е окей. Ама пошто беше настано таков, имаше неверојатна организација, имаше полиција на секој метро, на секој излез-влез, сите беа со каубојски шешири, со златно, со розово, со Да, се. тоа видов Целата стайлингот. атмосфера беше Хари Стайлсовска и жените пеа со мене околу. Во метро имаше пола од луѓето беа фанови, пошто имаше многу 50-60 илјади луѓе. Така да флоуто си течеше скроз во манир на концерт и настан, не се испозамара. Зборот ми е кога пренесуваш убаво нешто такво од надворешниот свет, има луѓе што не го примаат, дека сметаат тоа за нешто невалидно, а ја го уживав скроз. Имаме печат у пасош за тоа. Да? Да. Не, имаш печат. Печат е таа, ама го кажав во драматично. Ја Виена со А розови где е светки. печат? Да, издраматизирав, ама стварно ми беше доживување, мислам. Види секој- зашто не може да ми е чудно, еве луѓето што те слушаате, што те гледаат после еден час, нема да им биде чудно дека Ана може би имала таму печат розет. специјален. Еден другар ми вика, ти можеш да продаваш што сакаш, бе, вика. Демек да, кога зборам или ги убедувам луѓето, не ги убедувам, го раскажувам тоа што го раскажувам. Дека ќе те слушаат. Викам, леле, викам, јас може стварно живеам у заблуда, нешто кажувам тука вистини, ово. Викам, дај бе, викам, нешто да си направам бренд од себе. Така да, be aware.
Да. Вашите 5 минути. Не 5 А, сат време имам. Твоето И више. презиме е многу ретко. Да. Името Името? Па и името, тук там се наоѓа. Зависи Да. од генерациите, сега Да, девојчиња мали има многу Ана Ана. ја има во се, и во Билјана, и во Јана, и во Ама Ресана. мене презимето, мислам чудно. Глуп збор Не е е чудно, него е Па единствено, единствено, не знам да, колку у Македонија има, само сме, вашата да, фамилија. нашата е една фамилија во Охрид Голешки, со тоа што Тоа е македонско. македонско е, да. Вчера баш ме праша некој да не сте руси украинки со сестра ми, така бевме do I look like a Russian, као видиме каква сум човече. Мислам, видиме црна сум. Мојот прадедо Ангеле живеел во село Голеишта, кое што веќе не постои, било спалено во таму, да речам 1800 и некој или 1900 и некоја. И он си го презема името Голеишти од селото за негово презиме. Каде е тоа, Дебарско рече? Дебарско, да, да. И кога се селото Дебар во село Баништа или Баништа, нели си се случува се историски како што се случува и географски, меѓутоа презимето останува и прво биле Голеишки со и, за после да се смени во Голеишки. Тоа српско-бугарско времето, стварно Да. не знам како биле заверувани, меѓутоа Голеишки сме сигурно 120 на години. И затоа јас не го променив. Го додадов на сопругот Джикова. Меѓутоа Голешка е една единствена. Па добри, друго презиме не е нешто многу Да, бе, и често. двете сме. И двете презимиња ми се складно, чудно, интересни. Не сум размислувала никогаш на тоа. Знаеш, дека не се доживувам валјда така. Пошто си го слушам цело време. А исто така мора да кажам дека во средно и на факултет ме викаа Колешка и мислеа дека Колешка ми е презиме. Као, тебе Колешка те викаат, пошто си Николешка? Не, луѓе. Мислеа дека Голешка е нешто си измислувам, дека не ми е... Па не, затоа и се Презиме. прашав. Јас прво мислев дека не е македонско. Не. Некаде може имаш кажано и имам чуено дека од кај се Најверојатно корените, понекоја, да. ама е многу ретко е. Велики Може би сте само вие. Не, има Појма уште една немам. фамилија, тоа мајка ми знам бараше по статистики, има мислам Да дека види во дали Охрид. сте единствени. Поздрав и до мајка ти. Да, Леди една од Сага. Срце моје, сега со Надија уживаат, мекици и правила. И ме прашуваше кога ќе дојдам да се видиме и така, да си каснам мекици од мајка. Како поминува време, јас тој по себе го гледам, и веќе тебе и ке сите другарки што ги познавам и познаници, како стануваме мајките Да, после некој јас време? движењата со рацете, рамењата, брчките, се е мајка ми. И јас сум мајка ми, Надија ќе биде мајка ми, но некако имам чувство дека во животот не насочувале да се оттргнеме од тој патерн. Нема шанси, човече, да се оттргнеш. Ти кога стануваш мајка, ти си мајка ти веќе. Истите работи ти излегуваат од уста, истите постапки. Може да има варијации на тема, Особено карактер тие или... што те нервирале. Да, али не можеш да тоа е образец, човече. Мислам и биолошки и секаков. Треба не знам колку да сте различни или да не сте не знам, генетски да нема поврзаност, па да има некоја разлика. Ама јас, например, не бегам од тоа. Порано бегав. Ми беше као, вие ме споредувате со мајка ми. Она, демек, учителка, збори, ово, она. Here we are. После раѓање на дете, после еден тон работи нема преживеани. бегање, Нема бегање и јас го прегрнувам тоа, така поетски да се изразам. Ги прегрнувам сите мајки, баби и прабаби, затоа што мислам дека имало многу што можеле да кажат, немале кога да кажат, па јас ќе го кажам место нив. Немале И ќе кога да го и кажам и на Надија да го кажува, да. Да, дека е окей да го каже и да биде гласот, затоа што некој пред неа немал шанс. Тоест, многу брзо пред колку години, ајде да речеме до пред 60-70. Некако така. Затоа што памтам кога ќе ми кажувале за баба ми, Љуба, што често ја спомнувам и дури пишувам и за неа, дека била жена која што им прекосала на тие некои дебарски патриархални наративи и се. И ја во неја загледам стално жена која што може имала многу што да каже, а немала како и каде. Завршила, не знам, 4-то оделение. Требала да се омажи, зашто требала да се омажи, да има деца. А секојаш жената за мене беше жена што чита весници, има став, кажуваше многу отворено работи, збореше за многу работи, како жена која што би зборала сега во ова време. Значи, жена родена 1916.
И тоа ми е ко репер, као, чекај малце, жената секогаш има што Да, ама ние сакаме да кажеме сега дека па како жените поинаку правеле, не немале кога и немале како, затоа што раѓале деца на 16 и години. работеле по ниви, работеле со децата, биле дома. Кирчат па се немаат пожалено. Па голем дел од нив, ако не и сите, не ни знаеле за поинаку. Да, тоа е едноставно затворена некоја рамка, од која што излегле, што е супер, и сме стигнале до моментот да имаме маса кафанска, на која што седеле порано само мажи, сега седиме и ние, и ја пијам ракија без да ме гледа некој криво, иако има и такви што ќе те гледаат криво. И не зборувам само за рамноправност или живеачка во некаква слобода, туку чувството дека си и ти дел од системот исто како што е и другата страна, затоа што нели жената додека да добие глас, додека да биде социјално прифатена како вработена, која што работи и дома, работи и на работа, тоа исто у 21 век е доста битно прашање, затоа што излегува дека сега ние не само што работиме и дома домашни обврски, работиме и на работа, а тој едниот труд никогаш не е платен. Дека едноставно правиме дупла работа и затоа ни треба селото кое што го нема. И мислам дека да, не е дека они сакале да апсолутно некој би сакал да живее така. Просто толку знаеле, толку била тогашната. Кога не знаеш за ништо друго, како би знаел, па да, како затоа е и не ги другото. судам јас, мислам не ги судам. Дури сегашни жени кои што се во таков контекст, не можам да им се правам паметна ако не сум таму, знаеш, не можеш да зборуваш за некој кој што знае само за тој круг, за тоа живење. Јас сум имала среќа, ја тоа викам некогаш мојот живот е околност среќна, што јас имам жена, звер, мајка, кој што татко кој што бил секогаш присутен и отворен, што сум имала храбри баби, тетки, женски круг огромен и другари со кои што сум учела што е машко-женско принцип, другарство, љубовни врски, страдања. Значи среќни околности што ме направиле да сум тука кај што сум, да имам глас и да имам простор кај да го кажам тоа. Па и на тој начин и може да им помогнеме на оние и што немаат, да. Или да се охрабрат, или да сменат нешто, затоа што дефинитивно гледањето од високо никому не му дало, никому не му, да, не вродило со плод, нема да му помогнеш никако, затоа што на некој начин ќе им набиеш чувство на вина само. Да, дека се нешто они помалку или дека сега си ти тука попаметни сме од некој, не? Не, апсолутно не. Јас сакам стварно да има разбирање, да има, затоа и луѓето треба да се отворат кон одредени работи. Пак го збориме, животот. селото, Да, книгава, да, баш. солидарност, заборавивме на такви работи. Да, дека не си сам, дека секогаш си во заедница, дека секогаш на некого можеби ќе му притребаш или тој ќе ти притреба тебе. Дека не можеш да знаеш во влезот со какви луѓе живееш и во зградата какви луѓе имаш или некој со каква можеби борба се соочува, тоа го забораваме затоа што такво време е дојдено за жал. Меѓутоа јас сакам тоа да го зборувам. Можеби нема да успеам целосно да го не можам да го спасам, како ќе го спасам као единка, не. Ама можам да го кажам, можам да го пуштам како муабет, како тема. Секогаш гледам тоа да го зборувам и со Надија, значи за грижа за животинки, грижа за постар, да внимава со деца кои што се со некаква различност или атипичност, и тоа мора да ја учам сега, затоа што влага веќе во свет кај што има различни деца, ќе тргне во школа. Така да се поаѓа од нас. Ти тоа што ќе го засадиш, така ќе никне. Ана, фала ти многу што дојде. Фала ти што ме покани на сокче и винца и ракијче и све. Ке те понудев и јадење, а одиш на Мекици. На Мекици, да. Тоа е животот на мајки суперстар, малку Скроз. подкаст, малку сега Малку деца све. чување. Фала ти многу што дојде. Ние секако по градов ќе се видиме. Да. На подкаст ќе дојдеш уште многу пати. Нека Па трае да. доволно долго за да јас можеш ти да дојдеш посакувам, уште многу пати. Да, ти посакувам да трае долго и фала ти што ме покани. Јас со задоволство сакам да сум дел од подкасти кај што мислам дека има жени што имаат што да кажат. Сега да ми мажи, имаш еден маж? Да, тоа баш знаеш, прибирајќи гости, прање план за кој дојде, некако сега се на почетоков жени Ама ако испадна, убаво ама е женска сила, женска вода, ама ки има и мажи. Нека пркне. Нека тргне. Да. Сосема непланирано беше, ама се погодивте така баш. Ако.
Ти посакувам и многу гости, и многу квалитетни разговори, и грантови, и спонзори, и се останато, затоа што ова треба да се случува, треба да се шири. И фала ти на поканата, и јас не знам колку работи знакажав, ама вие тоа ќе го скоцкате фино. Фала ти. Тоа е тоа. Чао.